Добро вечер во емисијата 360 степени насат. Во ова издание објавуваме. Земји членки на ЕУ порачуваат. We need to start negotiation with Northern Macedonia as immediately. And by the way, it has never been any intention of decoupling both countries on the accession process. Вреди да се направи уште еден обид, вели Заев од Брисел пред јунските самити на Унијата. Прволигаши бараат статутот на ФФМ да се усогласи со законот за нивниот глас да се слуша во Федерацијата. Сме на размислување да се повлечеме од активното играње во нашата прва фудбалска лига. Има индиции дека и неусогласениот статут е изигран за реизборот на Сејдини за председател. Многу клубови од тие не постојат. Дека се фиктивни, дека прават фиктивни првенства, дека учествуваат во некои фиктивни надпревари. ФФМ не одговори официјално. Случајот со просторот кај Holiday Inn се повторува со парцелите кај некогашната фабрика Треска. Секогаш сме ние за компромис, ама компромисот е веќе помината работа. Изгубена ли е оваа битка за Треска и за Holiday Inn? Па, ние ќе се бориме да не биде. Токму деновиве од Скопска апелација се очекува пресудата на еден од јавно најекспонираните случаи во изминатите години. Станува збор за предметот Титаник 3, кој интерес е не само поради профилот на осудените, функционерите од ДУИ, ЕЈУ, Палими и Исмет Гури, туку и поради серијата куриозитети што го следат случајот. Најавените содржини се по рекламите. Во Брисел, министрите за надворешни работи на земјите членки на ЕУ денеска дискутираа за стратешкиот однос на Европската Унија кон земјите од Западен Балкан во услови кога се одлага почетокот на преговори со Северна Македонија и со Албанија, Косово не добива безвизен режим, а Србија и Црна Гора стагнираат во пристапниот процес. Неколкумина министри јасно порачаа дека без старт на преговори со Македонија, ЕУ ја губи својата веродостојност. Иако Бугарија е пред нови избори, наводно не е се загубено за јуни. Владимир Мирчевски. Додека премиерот Заев во седиштето на Европската комисија ги образложуваше аргументите зошто Северна Македонија треба да ја ефектуира ланската одлука за старт на пристапните преговори, во зградата од спротива шефовите на дипломатиите на земјите членки го отворија ова прашање. Дел од нив настапија со јасни позиции. Скопје мора да ги почне преговорите зашто ова прашање е и кредибилитетот на самата Европска Унија. Прва беше шведската министерка. We have a unique and broad engagement from the EU with the Western Balkan, but it needs that we follow our own commitments. We need to start negotiation with Northern Macedonia as immediately because we have decided so, and that is important for our trustworthiness in the EU. Од земјите од регионот најгласен беше шефот на хрватската дипломатија. Our partners have to deliver on democratic transformation, human rights, and the rule of law. It is key actually for their European path, but of course we have to help them and deliver on our part. This means the accession negotiation for North Macedonia and Albania. Јавните изјави за поддршка на македонското досие не дојдоа од очекуваните Германија или земјата председавач Португалија, туку од скандинавските, балтичките и централноевропските држави членки. The European Union enlargement policy has been one of the most successful ones. Estonia itself has benefited from it, and we very much hope that the EU continues its successful enlargement policy and also can convene intergovernmental conference with North Macedonia and Albania as soon as possible. Finland thinks that it's very important to keep the perspective for the EU membership open for the Western Balkan countries, and we are in favor of keeping active also the process with the North Macedonia and Albania. I want to say that we need to pay really strategic attention to this region. Unfortunately, over the last 10 years, we have focused almost entirely our relationship on enlargement, which is absolutely perfect because enlargement is the most transformative instrument in our hands, but that's not enough because we cannot
transform our relationship into technical exercise within enlargement. We must not lose hearts of the people of Western Balkans, which obviously see their future in European Union. По завршувањето на Советот за надворешни работи, високиот представник за надворешна и безбедносна политика Жозеп Борел ја сумираше дебатата на министрите, опишувајќи ја како интензивна. We need to advance on the accession process of Albania and North Macedonia. And by the way, it had never been any intention of decoupling both countries on the accession process. We had a conversation about it. We listened to Bulgaria and we encourage both Bulgaria and North Macedonia to urgently find a mutually acceptable solution for the pending bilateral issues. About North Macedonia, the conditions have been met by North Macedonia and the member states already decided to open accession negotiation with North Macedonia. And I hope that the first intergovernmental conference should be convened soon after the adoption of a negotiation framework by the Council. And the member states, the Foreign Affairs Minister of member states, today got the commitment of pushing hard in order to call for this first intergovernmental conference. Наспроти анализите дека политичката криза во Бугарија оневозможува пробив на краток рок, во соопштението денешната средба на премиерот Заев со еврокомесарот Вархеи пишува: Техничката влада во Бугарија може да е можност за скорешно решение, но очекуваме другата страна да биде охрабрена за одговорност, подготвеност и посветеност кон решение, нагласи на средбата премиерот Заев. Ние сме подготвени за разговори, веруваме дека треба да има уште еден обид во периодот што доаѓа, но треба да знаат и колегите во Бугарија и сите во Европската Унија, дека за нашиот идентитет нема ниту да разговараме, ниту да преговараме, и дека сите обиди тој да се става на преговарачка маса ќе бидат одбиени од македонска страна. Потенцираше на средбата председателот на владата на Северна Македонија Зоран Заев. Дека зад сцена има обиди за изнаоѓање формула што би овозможила деблокада уште во јуни, може да се препозна и во денешното кусо интервју на премиерот Заев за МИА. За кратко и долго име, апсолутно немаме резерва дека и краткото име Северна Македонија се однесува на територијата на Република Северна Македонија. Немаме претензии кон нив, нема претензии за мешање во внатрешни работи, вклучително и малцинските права. Но веруваме дека заслужуваме да се вклучат сите, особено председателката на Европската комисија фон дер Лајен, во решавањето на ова прашање час поскоро, затоа што ова е драгоцен момент, затоа што со ваков момент штедиме најмалку 1,5 година. Следната прилика е веројатно 2022 година. Заев идната недела ќе се врати во Брисел. Високиот представник на Европската Унија Жозеп Борел ги собира на иста маса лидерите на Западен Балкан. Пласманот на Европско е најубавата фудбалска приказна од осамостојувањето на земјава, но историскиот момент не го потисна незадоволството кај дел од домашните клубови кон Фудбалската федерација на Македонија. Повикувајќи се на законот за спорт, бараат тие, а не луѓе што немаат директна врска со фудбалот, да го имаат решавачкиот глас во федерацијата. Реизборот на Муамед Сејдини за председател на ФФМ го сметаат за нелегитимен, па дури и за нелегален, зашто е направен според статут кој не е усогласен со законот, а има индиции дека дури и тој се изигрува. Александар Димитриевски. Актуелната сезона во првата македонска фудбалска лига е при крај, но надвор од терените се разгорува друг дуел. Голем дел од клубовите бараат тие да го имаат главниот збор во Фудбалската федерација на Македонија, како што велат дека предвидува законот за спорт. Значи мојот газда, значи Горан, нашиот идол да кажеме, нашиот собственик, сме на размислување да се повлечеме од активното играње во нашата прва фудбалска лига, се додека не се усогласи статутот со закон за спорт. Бизнисменот Кочуан Ѓушев веќе го напушти прволигашот борец од истите причини, а последниот избор на председател на ФФМ го бойкотираа повеќе клубови од првата и втората лига. Меѓу нив е и најдобриот клуб изминативе години, актуелен шампион Шкендија. Надлежната Агенцијата за млади и спорт е на страна на клубовите. За Шкендија има 3 милиони буџет. Не може Шкендија да нема човек
во ФФМ или во општинската во Тетово, нема човек, а му решава некој си што врска не освои. Фудбалската влада за сега одбива да го смени статутот со кој е избрано актуелното и сите претходни раководства. Сметаат дека нема потреба, бидејќи не е во спротивност со законот за спорт. Дали притисокот на противникот овој пат ќе доведе до смена на резултатот? Сабота, убаво сончево попладне во Струмица. Академија Пандев ја пречекува ренова на својот стадион. Југослав, драго ми е. Добро сте. Добро, фала. Како сте ви? Југослав Тренчовски е спортски директор на Академија Пандев. Како што кажува името, главен инвеститор и во објектот и во годишниот буџет на клубот е македонскиот фудбалски интернационалец Горан Пандев. Ние имаме потрошено некаде околу 3 милиона евра инвестиции, зборам за овој 11 годишен циклус, не вклучувајќи го овде значи и самиот спортски центар. Академија Пандев, како и многу други клубови во земјава, не заработува од влезници или ТВ права. Бизнис моделот е развој на млади фудбалери од кои можеби некогаш клубот би направил профит. Освен од моќта на инвеститорите, клубовите зависат и од милоста на федерацијата, чија задача е да инвестира во фудбал. Тренчовски обвинува дека многу пари не се трошат за вистинската намена. Незадоволни сме од ланската сезона од прогласувањето на ковид пандемијата. Значи фудбалската федерација доби 4,3 милиони евра по повод ковид пандемијата од УЕФА и истите тие средства требаше според наша логика да бидат распределени за обнова на фудбалската заедница. Фудбалската заедница ја сочинуваат фудбалските клубови, не ја сочинува фудбалската федерација. Додека барат звездата што би оправдала целата инвестиција, клубот веќе дава репрезентативци во сите категории. Но можно е целата приказна тука да заврши и Горан Пандев да се повлече. Клубот смета дека во моментов раководството на ФФМ се избира спротивно на законот за спорт и ги става клубовите во подредена позиција. Според статутот на ФФМ, собранието е највисок орган на организацијата. Го сочинуваат делегати, кои потоа го бираат раководството на федерацијата. Според член 14а од Законот за спорт, кој стапи на сила во 2012 година. Според актуелниот статут на ФФМ, прволигашите и второлигашите немаат гарантирани столчиња во собранието, туку системот на избор е следен. По двајца делегати даваат здруженијата на прволигаши и на второлигаши, а по еден делегат доаѓа од здруженијата на фудбалери, на тренери, на судии, за женски фудбал, за футсал и за фудбал на плажа. Сепак најголем дел од делегатите доаѓаат од така наречените општински фудбалски сојузи или скратено ОФС. На последното собрание, кога Муамед Сејдини беше реизбран, 26 ОФС во земјата требаше да дадат 67 делегати. Со други зборови, главниот збор во ФФМ го имаат општинските сојузи. Како се бираат раководствата во општинските фудбалски сојузи и делегатите кои ги испраќаат на собранието на ФФМ? Според статутот на федерацијата, нив ги бираат клубовите регистрирани во таа општина, но и разните здруженија на судии, тренери и медицински лица. Сите имаат еднакво право на глас, па еднакво тежи мислењето и на прволигаш, и на клуб од селска лига, и на некое здружение на спортски работници. За тоа како изгледа работата на ОФС во пракса, добра илустрација е седмицата на собранието на Општинскиот фудбалски сојуз од Велес, која се одржа во присуство на председателот на ФФМ Муамед Сејдини пред неговиот реизбор. Велес има еден прволигаш, борец, кој стигна дотаму поради неколкогодишните инвестиции на бизнисменот Кочо Анѓушев. За да покаже дека се е однапред договорено, Анѓушев неочекувано се пријави да биде записничар на седницата. Не доби поддршка, ниту за таа беззначајна улога. Јас преку ова гласање не сакав јас да бидам член на и записничар на верификациона комисија или како се вика тоа таму. Него сакав само да направам една показна вежба да видите кој е респектот према тие што го носат фудбалот од градов. Од оваа сала јас имам респект према сите, но само јас со моите компании потрошив 1 милион евра за да Борец биде таму каде што е денеска. И вие респектот го покажавте. Јас сакам едно да ви кажам. Јас во такво сценарио нема да учествувам. Значи јас да учествувам во избор на делегати овде, кои што ќе поддржуваат фудбалска федерација која што ќе работи против Борец, тоа е исто како да си пукам во нога. Анѓушев го напушти собранието веднаш по обраќањето, а набрзо потоа ја прекина и финансиската поддршка за ФК Борец.
Бојкот на ФФМ пред последното изборно собрание објави и најголем дел од второлигашите, дел од екипите од првата лига и некои општински фудбалски сојузи. Барањето на оваа група е едноставно. Повикувајќи се на законот за спорт, бараат да имаат своји делегати во собранието на ФФМ. Значи, претходното собрание е нелегитимно закажено и нелегитимно одржано без присуство на делегати представници од клубовите од прва и втора лига. Ние апелиравме неколку пати и до самата надлежна институција која што треба да го мониторира тој процес, да кажеме, тоа Агенцијата за млади и спорт. Значи, поднесовме неколку представки во кои што сакаме да се почитува нашиот глас, значи да си го почитуваме нашето право. Ако ние како клуб се обврзуваме да ги почитуваме законите на државата, исто така сакаме и Федерацијата да го почитува законот кој што налага дека самите ние треба да имаме своји представници во работата на собранието на Фудбалската федерација. Ако погледнеме сега во актуелното раководство на Фудбалската федерација, од 15 членови во управен одбор, можеме да видиме само еден член на управен одбор кој што има некаква релација со фудбалски клуб од прва и втора лига, а тоа е господинот Добри Иванов од Кратово. 7 места погоре на прволигашката табела од Академија Пандев е Шкендија. На градскиот стадион во Тетово, сезонава, тие имаат уште еден надпревар. Се подготвува теренот за дуелот со Шкупиот Скопски Чаир, кој нема резултатско, туку символичко значење. Шкендија ќе ја прослави веќе освоената нова титула против најсериозниот ривал за тронот годинава. Клубските канцеларии на Шкендија се во центарот на Тетово, а во нив се и витрините со 4 шампионски и 2 куп титули. Тие се резултат на мокотрпна работа, но и десетици милиони евра инвестиции од компанијата Еколог. Сепак, кога е во прашање статутот на ФФМ, и најдобриот клуб во земјава го дели мислењето на мнозинството прволигаши и второлигаши. Официјално го искажаа уште на средината на февруари. Овој статут и изборен процес овозможуваат и штитат застарен систем од ОФС до ФФМ, каде што правото да се застапува со апсолутно мнозинство во коалиции и донесување одлуки на повисоки нивоа на фудбалската организација во ФФМ им се дава на физички и на други субјекти измислени од минатото. Од Шкендија велат дека тоа што го бараат во Македонија веќе го има во регионот. За пример, во Хрватска во работата на собранието на тамошната фудбалска федерација директно учествуваат 59 делегати. Општинските сојузи таму имаат значено влијание, но мнозинството го делегираат клубовите. 21 делегат од општинските фудбалски сојузи, 20 делегати од клубовите од прва лига, 2 делегати од втората лига кои ги бираат клубовите, 3 делегати од третите лиги кои ги бираат клубовите, 10 делегати од клубовите под трета лига со почитување на регионалната застапеност, 3 делегати вкупно или по еден од женскиот фудбал, Сдружение на фудбалери од првата лига и на тренерите од првата лига. Соседна Албанија велат од Шкендија речиси да расчистила со влијанието на општинските сојузи. Тамошното собрание на фудбалскиот сојуз брои 60 делегати, од кои дури 49 се директни представници на клубовите од различен ранг на надпреварување. Само 11 места имаат регионалните фудбалски сојузи и останатите здруженија. Затоа Шкендија, која е важен играч во првата лига, но и во развојот на фудбалот и македонските фудбалски репрезентации, бара нејзиниот глас да значи нешто во ФФМ. Правото на главните клубови и инвеститори во фудбалот да бидат со вистинската пропорција застапени во организацијата на фудбалот како кодекс на работа е овозможено и постојано ажурирано во последните години во другите земји во регионот. А да не ги спомнуваме и земјите од Западна Европа, каде што се утврдени вистинските пропорции подолго време од овој аспект, што им овозможува на клубовите право на глас и донесување одлуки според нивната тежина во фудбалот. Овие ставови добро и се познати на институцијата која треба да го спроведе законот за спорт, Агенцијата за млади и спорт. Во 2019 година тие добија и правосилно решение од второстепената владина комисија со која и се наложува на ФФМ да го смени статутот. Таа обврска патем ја имаа сите спортски федерации уште од 2012 година. Значи од 64 федерации кои постојат во Република Северна Македонија, 63 се усогласени со законот, само една федерација не е усогласена со законот за спорт, а тоа е ФФМ, Фудбалската федерација на Македонија. Самиот сегашен претседател, тогаш мислам дека на почетокот на неговата 2018 на неговата функција, самиот тој има изјава дека да, после наредното собрание, од кога судот им налага, наредното собрание не тоа ќе го усогласиме. Поминуваат, мислам дека уште 3 собрани од тогаш, ево ден денес тоа не е усогласено.
На барање на клубовите, а во очи на последниот избор на председател на ФФМ, директорот Наумче Мојсовски испратил дописи и до ФИФА и до УЕФА. Добил одговор од третиот човек на УЕФА, Зоран Лаковиќ, дека интерно ќе го споделат и анализираат дописот и дека ќе одговорат доколку е неопходно. Истиот тој Лаковиќ неколку недели подосна се појави како гостин од УЕФА на изборот на Сејдини, со што требаше да го легитимира изборното собрание, организирано со несменет статут. Собранието помина, ситуацијата повторно е статус кво, а агенцијата сега го менува фокусот. Ке докажува дека ФФМ работи незаконски и според актуелниот статут. ОФС мора, во закон стои дека најмалце мора да има 6 тимови кои се направува во некоја си регионална лига, која ги поддржува нели општините и затоа се викаат и општински лиги. Знаеме и имаме многу наоди дека во самите тие лиги многу клубови од тие не постојат. Дека се фиктивни, дека прават фиктивни првенства, дека учествуваат во некои фиктивни надпревари кои чекаме да се докажат за да можеме ние постапки да ги продолжиме, да докажеме дека тие ОФС фактички не работат и не даваат таа четврта лига за да можеме да биде регуларно све. 360 степени побара став и од Фудбалската федерација уште во средината на минатата недела. Добивме брифинг на кој раководството на куќата на фудбалот аргументираше дека нивниот статут не е во судир со законот за спорт. Сите действија во контекст на статутот тврдат дека имаат друга позадина. Сепак, до крајниот рок кој вклучуваше 5 календарски а 3 работни дена, од ФФМ не добивме официјален одговор. Случајот со просторот кај Holiday Inn во центарот на Скопје се пресликува и по форма и по содржина на случувањата околу парцелите кај некогашната фабрика Треска, исто така во центарот на главниот град. По одлуката на Уставниот суд за укинување на мораториумот за нови градби, инвеститорите не само што инсистираат да градат, туку се закануваат и со кривични пријави за локалната власт во општина Центар, ако реши да распише јавен конкурс за тоа како да се уреди тој простор. А зошто долго најавуваниот конкурс досега не е распишан е друго прашање за анализа. Ирена Каревска. Закани со кривични пријави од градежните фирми и сопствениците на парцели кај фабриката Треска го вознемирија Советот на општина Центар, кој повеќе од една година најавува конкурс за ново идејно решение. Ова историја не било, барем мене се сеќавам, вакво нешто да стигне до Советот. Повикувајќи се на важечкиот детален урбанистички план, инвеститорите сакаат да почнат да го градат она што го дозволиле претходните општински власти. Секогаш сме ние за компромис, ама компромисот е веќе помината работа. Градоначалникот пак тврди, има и време и механизми за решение. Изгубена ли е оваа битка за Треска и за Holiday Inn? Па, ние ќе се бориме да не биде. Распаднати погони, остатоци од мебел, слики од едно друго време, сведочат за периодот кога тука функционираше фабриката Треска. Денес наликува на голема депонија, а оној што не ја знае, не би предпоставил дека овој простор е во срцето на Скопје. Станува збор за повеќе од 62.000 квадратни метри. Според последниот детален урбанистички план од 2012 година, тука треба да никнат 30 згради. Но градење не беше можно неколку години, бидејќи просторот е дел од деталните планови кои општината Центар ги стави под мораториум, затоа што не се во согласност со генералниот план за Скопје. Општината не стигна да го поправи планот, а Уставниот суд неодамна го укина мораториумот, па сега е отворен патот за градба. Додека инвеститорите чекаат одобренија за идејните проекти, локалната самоуправа ја турка идејата за нов план преку архитектонско-урбанистички конкурс. Местото кај поранешната фабрика Треска е меѓу последните локации во центарот на Скопје од толкав габарит, каде што се уште не почнало да се гради. Идејата за распишување на јавен конкурс беше за да се најде компромис меѓу приватниот и јавниот интерес и да се воспостави нова пракса во урбанистичкото планирање. Според анализите на општината, стариот дуб, кој доскоро го опфаќаше и просторот кај Треска, одстапува од ГУП-от по разни параметри. Меѓу главните проблеми е што планот предвидува експанзија на згради и раст на бројот на жители.
додека недостасуваат јавни површини и објекти, како градинки, паркови, плоштади. Идејата е со јавниот конкурс кај Треска освен згради да се изградат и содржини од јавен интерес, за просторот да може да дише и да не биде тесно грло на градот. Но процедурата за конкурсот повеќе од една година тапка во место, а на инвеститорите не им се чека. Бидејќи при спроведување на конкурсот, но и усогласување на параметри на детален урбанистички план со генерален, им требаше представник кој што ќе може да ги помогне. Сепак Простете, градоначалник, раздвоете се таму вие четворица. Ајде брзо. Ако не оправдан. Ајде брзо, некој да ви поделам карти, играјте, барем ќе молчите. Концентрацијата на советниците беше слаба на почетокот на минатонеделната седница на Советот на Општина Центар, на која се разговараше за доекипирањето на комисијата, која треба да го спроведе конкурсот за просторот кај Треска. Се смени кога председателката ги извести советниците дека председницата за секој од нив лично стигнала опомена пред тужба. Испраќачи се инвеститорите и сопственици на парцелите кај Треска, кои се закануваат дека ќе ги гонат кривично советниците, доколку распишат јавен конкурс. На овој начин ми прави притисок. Ова адвокатско друштво ми прави притисок што јас да правам, дали да гласам или да не гласам. Значи целта е притисок. Сега ќе ве плашиме дека вие како советници лично ќе одговарате затоа што барате да ставите ред у планирањето кај Треска. Ова историја не било, барем мене се сеќавам, вакво нешто да стигне до Советот. Советниците се договорија да испратат одговор до инвеститорите дека нивната закана е правно неиздржана и дека не отстапуваат од идејата за конкурс. Но другата страна не мисли така. Сите ние толкуваме на некој начин притисок и закан. Не, тоа се исклучиво брањање на нашите права загарантирани со устав и со закон оваа држава. Роберт Јакимовски од компанијата Golden Art, кој вели дека зборува во име на сите сопственици на имот кај Треска, потенцира дека инвеститорите нема да дозволат конкурсот да помине. Се бранат со така наречено стекнато право, принцип што според нив забранува да се скрати еднаш дозволена висина и основа за градба на една градежна парцела во приватна сопственост. Иако општината нема такви сознанија, инвеститорите тврдат дека кај Треска има опасен материјал кој треба да се отстрани што е можно побрзо. На самата локација моментално поседуваме преку 50.000 квадрати површина под азбестни плочи. Тоа е канцероген материјал, тоа не е еколошка бомба во строгиот центар на градот. Тоа е еколошка катастрофа и може да не се деси еколошка катастрофа доколку дојде до, не дај Боже, пожар или не знам какви други непријатни ситуации. Тоа е интересот на сите нас. Тоа е јавниот интерес да го расчистиме тој дел, да го урбанизираме и да го направиме похуман и поубав за живење за сите граѓани во градов Скопје. Инвеститорите веќе чекаат одобрение за идејните проекти за градба, а поднеле и барања за доокрупнување на дел од парцелите. Планираат да градат според стариот и важечки детален урбанистички план, во кој десетици згради се наредени една до друга, пошто станаа познати како наполитанки. Јакимовски сепак уверува дека ќе има отстапки и дека ќе водат сметка за хумано живење. Ние како сопственици инвеститори само иницијативно ги предвидуваме параметрите тие што ги налага новиот закон за урбанистичко планирање. А тоа, паркирањето да го решиме во склоп на градежна парцела, зелената површина да не биде пред 5% како што е предвидена по стариот детален урбанистички план, туку таа да биде преку 20%, во склоп на самите парцели да уредиме зелени површини, дворни површини и се останато. Иницијаторите за распишување на конкурсно решение имаат поинаков став. Екс-председателката на Асоциацијата на архитекти, Даница Павловска, чија иницијатива за конкурс ја поддржаа повеќе институции и граѓански здруженија, во просторот кај Треска гледа шанса за воспоставување нова зелена филозофија во уредувањето на градот. Се останато прави хаос. Го подкрепува хаосот и ако не во сообраќајниот, во инфраструктурниот систем, тогаш во квалитетот на домувањето, во зеленилото. И ние сега имаме нови стандарди.
Ставовите на собствениците дека не смее да се распишува конкурс за приватен имот, според Павловска, не држат вода. Таквото решение секогаш може да се спроведе, не е нешто што системот не го предвидува. Ние имаме јавни простори, односно јавни намени реализирани и на приватна собствено земјиште која што на одреден начин се компензира. Значи може и постои процес на експроприација, постојат и други процеси низ кои што едноставно се спроведува организацијата на градот. Инвеститорите пак велат дека дале шанса за компромис. Понудиле и предлог решение со кое зградите се проектирани поинаку, за да има повеќе простор за јавни и зелени површини. Но бидејќи не наишле на разбирање, проектот не планираат да го предложат на евентуален конкурс, затоа што веќе не веруваат во процесот. Со факти и со аргументи, до ден денеска јавно немаме излезено од страна на општината дека деталните урбанистички планови не се согласени со генералниот урбанистички план. Така да, во однос имавме 3 години чекање, кога беше под суспензија деталниот урбанистички план да се реши тоа. Нема решавање на делот во однос на деталниот урбанистички план. Имаме година дена поминато, каде што веќе е актуализирана темата конкурс за постоечката локација, исто немаме поместување од првичните разговори до денеска, немаме поместување ни милиметар во однос на тоа што треба да се решава така. Зошто процедурите за измени на планот се влечат толку долго? Градоначалникот на Центар, Саша Богдановиќ, вината ја префрла на институциите кои одбиле да бидат дел од стручната комисија што треба да го спроведе конкурсот. Например, Агенцијата за планирање на просторот одби да делегира представници во комисијата. Според Богдановиќ, многу време се потрошило и откако од првичната комисија отпаднаа представниците на инвеститорите, откако антикорупцијската комисија предупреди на судир на интереси. Дали свесно се купува време? Еве јас се прашувам, дали комисијата што треба да го спроведе конкурсот купува време? Не го купуваме ние. Ние сме си ги завршиле нашите обврски. Значи, јас затоа кога имав изјава пред ДКСК кога зборев, сите институции треба да се вклучат во решавање на овие проблеми. Вие имате донесени планови од претходно, кои што биле спротивставени и донесени после донесен генерален урбанистички план со параметри од стар генерален урбанистички план и гледате никој не покренува ништо. Кажете ми каде има нешто. Само има некои најави, ама се стои. И вие сега сите викаат општината. Општината е последна што може нешто и прави. И за тоа ќе бидете известени. Ама јас не можам да направам чекор со кој што утре ќе ја заглавам општината. Градоначалникот тврди дека не се тактизира со обидите за стопирање на плановите што се на сила, но во меѓувреме состојбата е во полза на инвеститорите. Додека не се распише конкурс, вие сте должни да им одговорите на нивните барања. Како ќе им одговориме? Како? Си има одредени правила кои што мора да бидат испочитувани. Ако не се испочитувани, тогаш нема. Без разлика дали е стар или нов план, имате општи правила кои што треба да бидат почитувани. Ако не се испочитувани, нормално ќе добијат негативен одговор. Вие ќе гледате параметри од стариот спорен и да има нов дуп, и да има стар дуп. Дупот само ја уцртува намената и парцелата. Во рамки на реализација на одредена парцела мора да ги испочитува некои услови кои што се пропишани согласно закон. Ако не ги испочитува, може он што сака да прави. Добро, согласно ќе се испочитува согласно стариот дуп. Тие наполитанки како што знаевте да ги кажете, ќе си ги проектира така како што си е во дупот. Добро, ама може има и други услови за да дојде до тоа. Не зависи само тоа така да дојдете да се испроектирате. Сме имале такви ситуации каде што биле враќани цели постапки од почеток и дури поништувани. Една од можностите за замрзнување или поништување на постапките е кај обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Антикорупцијската комисија побара од обвинителството да утврди кривична одговорност за тоа што се дозволило за просторот кај Holiday Inn да се донесе план што не е во согласност со ГУПот. ДКСК најавува исти проверки за локацијата кај Треска, од процесот на оттуѓување на земјиштето до носење на планот. Но ако не профункционира ниту еден механизам, прашање на време е кога ќе почне да се гради. Ќе се помирите ли дека оваа битка ја добија инвеститорите, на сила си е стариот дуп и дека таму ќе се гради тоа што беше предвидено со стариот? Ќе ги исцрпиме сите правни механизми, кога ќе ги исцрпиме ќе дадам одговор. Титаник 3, случај на некогашното СЈО во кој за изборни измами се обвинети функционерите на ДУИ, Ејуп Алим и Исмет Гури, е пред пресуда од апелација.
но не запираат куриозитетите што го следат овој предмет и кои упатуваат на влијание на ДУИ врз обвинителството и судството. Петар Клинчарски. По изглед, сличен на другите судски објекти низ државата, по предметите за кои решава второстепениот суд, со надлежност од Скопје до Крива Паланка на исток и Гевгелија на југ, битно се разликува во значењето. Токму деновиве од Скопска апелација се очекува пресудата на еден од јавно наекспонираните случаи во изминатите години. Станува збор за предметот Титаник 3, кој интерес е не само поради профилот на осудените, функционерите од ДУИ, Ејуп Алими и Исмет Гури, туку и поради серијата куриозитети што го следат случајот. Алими и Гури беа обвинети во јуни 2017 година од тогашното СЈО за делот уништување на изборен материјал. Според обвинителството, на локалните избори во 2013 година, тие преправиле дел од записниците за гласањето во Чаир. На судот му требаа околу 6 месеци само за да го прифати обвинението, прво и единствено од СЈО за функционери од ДУИ. Ке поминат уште 3 месеци за да се одржи првото рочиште за предметот во март 2018 година, во кој обвинението го застапуваа обвинителите Фатиме Фетаја и Гаврил Бубевски. Судењето е во одмината фаза кога обвинителот Гаврил Бубевски во јануари 2019 година поднесува кривична пријава против адвокатот на Алими поради загрозување на безбедноста. По една година судење, наместо случајот да биде поблиску до пресуда, предметната судијка Олја Ристова се иззема поради критиките од специјалната обвинителка Катица Јанева. Судењето почнува од почеток. Во март 2020 година, 2 години по стартот на судењето или безмалку 3 години по обвинението, Исмет Гури и Ејуп Алими добиваат првостепена пресуда по 3,5 години затвор. Обвинетиот Исмет Гури од Скопје сторил кривично дело уништување на изборен материјал од член 164 став 3 во врска со став 2 и став 1 од КЗ, а обвинетиот Ејуп Алими од Скопје сторил кривично дело уништување на изборен материјал од член 164 став 3 во врска со став 1 од КЗ. Судот двајцата обвинети Исмет Гури и Ејуп Алими ги осудува на казна затвор во траење од по 3 години и 6 месеци. Пресудата ја обжалија двете страни, обвинителството, затоа што за ова дело е предвидена казна затвор од најмалку 5 години. Одбраната пак спореше неколку моменти, како на пример графолошкото вештачење. Судот се пушти дури да го објасни тоа вештачење. Значи да излезе од ролјата на арбитар без да ги сослуша вештаците. По барање на обвинителката Фетај, првостепено осудените останаа без своите пасоши како мерка за обезбедување на нивното присуство. Неколку месеци подоцна, при едно од редовните барања за продолжување на мерката од обвинителката Фетај, се случува нов куриозитет. Порталот СДК откри дека вишиот јавен обвинител, Дилавер Бектеши, практично застанал за досудените, кога го застапувал предметот пред апелациониот суд. Точно е дека Советот пред околу 2 месеца одлучуваше по жалба за укинување на мерката од земање на патни исправи на обвинетите Гури и Алими. Вишиот јавен обвинител дозволи да им се вратат, но судот одлучи поинаку. Сепак го има последниот збор. Гласи официјалниот одговор кој го даде апелацијскиот суд. Во април 2021 година или речиси 4 години по поднесувањето на обвинението, во апелациониот суд конечно требаше да се одржи јавна расправа за Титаник 3, по која судот треба да донесе правосилна пресуда. Дали Гури и Алими ќе одат во затвор, ќе добијат поблага казна или судењето ќе се врати од почеток. Во само час и половина пред закажаната јавна расправа на 27 април, адвокатите на осудените побарале одложување, бидејќи повеќе не сакаат јавна, туку нејавна расправа. Не само обвинетите, туку на рочиштето не се појавил ниту вишиот јавен обвинител, Дилавер Бектеши, за да го каже ставот на вишото обвинителство, дали стои зад барањето на Фетај за повисока казна и каков е ставот за жалбата на одбраната. А на средината на март, вишото јавно обвинителство кажа дека Бектеши јавно ќе го соопшти ставот на јавна седница, кога демантираа новинарски текст, дека вишиот обвинител веќе испратил мислење со кое бара повторување на судењето.
Вишиот обвинител Дилавер Бектеши го извести кривичниот совет во апелациониот суд Скопје дека е против жалбите на странките во постапката. Прашавме во канцеларијата на државниот обвинител Љубомир Јовески како го коментира фактот што вишиот јавен обвинител Бектеши изразил спротивен став од колешката Фетаи. Одговорија дека, по закон, тоа е дозволено. Согласно закон, јавен обвинител од Вишото јавно обвинителство има надлежност да се изјасни по поднесени жалби на првостепени одлуки, односно може да се согласи или да не се согласува со одлуката на предметниот јавен обвинител од основното јавно обвинителство. Иако од одложената јавна седница поминаа 2 недели, се уште не се знае кога ќе се одржи нејавната. Од апелацискиот суд само велат дека очекуваат тоа да се случи наскоро. Редовната саботажа е по уште едни реклами. Гоце е далеко и разбирливо е сеќавањата да бидат појасни за времињата кога се што летало изгледало дека може и да се јаде. Златните години ја имале само таа гравура, без никој да биде свесен дека е реално, баш поради таквото однесување. Од нив еден ден да исчезне нијансата и да станат тоа што и биле. Премачкан, сјаен метал. Кредит земаш ме од секој време може да земиш кредит. 20 джиран носи и враќај. Времињата се сменети. Металот оксидираше, а тоа носи, ама не секогаш и враќај. Стана тешко бреме за жирантите. Работничката класа, тогаш како владеачка, ја презеде одговорноста врз себе и сега по собствено признание. Доверителите ги оставиле дури и без последната форма со која можеле да извршат притисок врз нив. Дури се дрзнаа да ни ја земат улицата, штрајкуваа комори, штрајкуваа газди. Тоа нема да го дозволиме. И извршителите штрајкуваа. Уште банкарите остана со милионите, со бајракот иде за напред. Душата не се испушта лесно, иако веќе со самиот себе си, а камоли со сведоци. Не можеш да докажеш дека си жив ако некој решил да те отпише. Чувството е сигурно необично, ама веројатно и прилично морбидно. Здрав прав да станеш мртовец. Без оглед, ако се понудиш лично себе си, како најцврст аргумент дека си доволно жив. Мажа ми си почина на 4 јануари, да ме заведат и мене почината на 4 јануари. А по кој остов, по шо се ме заведеле умрене, јас не знам. Пераце од Скопје ме заведеле онеделе и на мене ме јасно. Ово е срамота што се работи. Срамота е за народот. Од жив да те направат умрен, па потпунува потврда за живот. Ке биде, викам кога ќе биде. Кој знае, таква потврда може да издаваат антиваксерите, како што милуваат да се нарекуваат луѓето што се проживат. Додуша со нив всушност ништо не е сигурно, и покрај јасните уверувања за тоа што им се случило и на нивните компањони. Тие продолжуваат да си бараат и да си веруваат во својата имагинарна приказна. Имавме членови кои што завршија неинфективно. Значи, као корона, нели, пошто мораш да се тестираш. Меѓутоа, луѓето се свесни дека имале бронхопневмонија, добиена некако. Меѓутоа, и покрај тоа што беа на клиника, не го сменија мислењето. Дека да, оваа ситуација не е баш така како што ни се прикажува. Таа ситуација која што се прикажува за жал е вистините. Иако на вистина има луѓе кои гледаат се што се случува, ама се свесни дека само жива уста може да зборува, па затоа и не се обидуваат да се прават премногу паметни. Се што сум ја видел тука, се ако каже, не треба постоа. Ќе ме запалат. И на крајот, кога се е толку запалива, во фокусот влегува тој што треба да гаси. Нашата дејност е јавна и од јавен карактер. Мислам дека не двоиме до сега никогаш во делот на пожарите дали станува збор за пожар на една политичка партија или за пожар на друга политичка партија. Тлее подолго и во двете партии. Се знае која фрла искрата, но се уште е нејасно дали се ке гори или со новата скала некој од високо ке проба да гаси.
Останете на Алса да ги видите и вестите. Од мене пријатно до петок во 22.